Овој викенд поради репрезентативната пауза надпреварите од првата македонска фудбалска лига наместо во недела ќе се одиграат во сабота. Деветата рунда го носи братското дерби кое се игра во Битула меѓу Пелистер и Тиквиш. После 2 години пауза одново прволигашко братско дерби откако Пелистер се врати во елитата. Трите бодови се императив и за двете страни. Верните чкембари, лозери, повеќе сигурно ќе направат одлична атмосфера на трибините и ќе дадат максимална поддршка на нивните миленици. Пелистер со 9 бодови на позиција на табелата, а пак освојувачот на купот екипата на Тиквиш има 6 бодови и се наоѓа на предпоследното место на табелата. Гостивар на Борис Трајковски во Маđари ќе го игра дерби мечот со Новоилијата без Добридол. Соучување каде силен императив ќе бидат трите бодови. Дерби за престиж и за трите бодови. Гостивар останува и понатаму непоразен и се наоѓа на второто место со 16 бодови, а пак Беса е 9 со 8 бодови сака 3 бодови за да избие кон средината од табелата. Шкупи сака триумф бидејќи на последните 5 меча има само еден триумф, 2 порази и 2 ремија, а на домашен терен ќе се соочи со Брера Струмица, кој започна да игра одлично и се проби до 6-то место со 11 бодови. Во Кратово ќе се соочат Цилекс кој во новата сезона ги напаѓа местата за Европа против Шкендија која сака титула. Кратовци има 13 бодови се на 4-то место, со 3 бодови против гостиното Тетово може да имаат прогреси до второто место. Теренот во Кратово е тежок за освојување на бодови, а тоа одлично го знае Шкендија која е на врвот од табелата со 17 бодови, доколку Коди според планот за освојување на трите бодови пред репрезентативната пауза ќе остане лидер. Прашање само со колку бодови разлика во однос на второто место. Деветата рунда од елитата го носи и соочувањето на најтрофејниот Вардар против шампионот Струга. Две екипи кои влегоа во резултатска криза. Вардар запиша 2 порази едно по друго, но последниот беше голем од Шкендија во Тетово 4-0, а пак Струга на последните 5 меча само еднаш победи, 3 пати ремизираше, еднаш загуби. Двете екипи како опции гледат само трите бодови, а тоа ќе понуди одличен меч во Скопје. На белен извори во Охрид ќе се соочат Воска Спорт и непоразениот Работнички. Трите бодови се повеќе од потребни за двете екипи. Окригени со трите бодови може да излезат од опасната зона, но трите бодови ќе им бидат важни во борбата за опстанок. Ромотничарите сакаат да останат непоразени, сакаат 3 бодови, сакаат излез во Европа, но сакаат и титула на која чекаат од сезона 2013-2014. Надпреварите од деветото коло на првата лига се играат во сабота од 14 часот.